Во април наредната година државата ќе си ги пребројува граѓаните внатре, но и надвор. Сите ќе бидат прашани, но кој од попишаните граѓани ќе го сочинуваат вкупното население на државата не е прецизирано во член 5 во предложеното законско решение. Ги прифаќа ли Македонија препораките на Обединетите нации и Европската Евростат за државата да одлучуваат само постојаните жители, или се остава можност за манипулација? Прашањата ги адресиравме до експертите, кои пак бараат од партиите да ги тргнат рацете од идните резултати. Резидентни граѓани се однесуваат рече на жителство, односно луѓе кои што имаат постојано место на живење и во моментот на пописот се затекнале на одредено место. Се разбира, тука се предвидени фактори на мобилност на население. Проблематизирањето на етничките заедници нема да биде толку актуелно во Македонија, туку повторно може да се отвори прашањето согласно договорите кои што веќе се склучени со Бугарија и со Грција. Може да се проблематизира идентитетот на македонското население и повторно да се доведеме до многу покомплексни ситуации во пописот од она што го имаме денес. Ако партиите се согласат, партениците кренат рака, тогаш Државниот завод за статистика ќе треба да формира пописна комисија, да обучи попишувачи кои треба да чукнат на сечија врата и да поставуваат општи, социоекономски и етнокултурни прашања. Токму последниот сет прашања отвораат Пандорината кутија, без која се кројат етнички и малценски закони, иако 18 години ретко кој го поставува прашањето како државата ги троши буџетските пари на граѓаните без попис. Отчет нема, но зато единствениот жител на село Никифорово има државно игралиште од неколку стотици илјади евра, изградено од Агенцијата за млади и спорт. Но што уште не знаеме за личната карта на земјата, овие 18 години е многу позагрижувачки. Ние не знаеме колку во земјава има дипломирани и во кои профили заради творењето на држава, потребата во работувањата. Второ, ние не знаеме колку имаме магистри на науки, ние не знаеме колку има доктори на науки. Тие годишно се следат, меѓутоа, како се кумулира, дали се тука или не, за да сето тоа се знае како карактеристики. Во економските карактеристики исто е карактеристично од занимањето, од дејноста. Македонија има и невидливи граѓани, велат од невладиниот сектор, од каде се обидуваат да ги детектираат токму ранливите категории. Многу е тешко, например, во една рурална средина во Куманово, во моментов да извадите колку жители живеат со какво образование, по колку члена во домакинство, кои се условите во домакинството во кој што живеат, имаат струја, имаат вода, како се греат, дали имаат ученици, некои кои што ги чуваат, пречувуваат, и меѓу другото тие веќе се невидливи. Според најсвежата анализа на Министерството за локална самоуправа, Северна Македонија е влезена во длабока демографска старост. Истражувачите според податоците на Државниот завод за статистика дошле до заклучок дека 20,4% од граѓаните се стари, а просечната возраст на населението е 44 години. Во 2019 година во Скопскиот регион на само 7,13% од територијата на Република Северна Македонија живееле 30,44% од вкупното население во земјата. Од друга страна, во источниот и вардарскиот регион, на нешто повеќе од 2/5 од територијата на државата, живее само 24% од населението.